19 граѓански организации и иницијативи заеднички поднесоа официјален поднесок до владата, барајќи итна акција за повторно прогласување и заштита на Националниот парк Маврово во согласност со законските одредби. Тие бараат итно да се заврши процесот на повторно прогласување на Националниот парк Маврово и да се обезбеди вистинска заштита на природните вредности на подрачјето. Изразуваат загриженост за долгиот процес на трансформирање на Националниот парк Маврово според постојното законодавство и меѓународните стандарди. Согласно законските одредби, односно законот кој е донесен во 2004 година и понатаму во 2007, даден е рок на сите постојни заштитени подрачја да се репрогласат, односно да направат студии за валоризација на вредностите на тие заштитени подрачја по нови стандарди. Затоа Маврово останува национален парк, но е потребно да направи ажурирање на сите податоци за да може да направи ново зонирање и нов план за управување со заштитеното подрачје. За жал тоа не е случајно во последните 12 години. Дали има дивоградби на Маврово? Не може да кажеме со сигурност, бидејќи ги немаме документите кои се дивоградби, а кои не се дивоградби, но може да потврдиме вештината на органите за да ги избегнат за законските обврски. Значи можно е да се изгради парк кој ќе биде во согласно со законите, меѓутоа она што се наоѓа во Националниот парк не е тоа што треба да биде. Значи згради во Националниот парк може би се единствените во Република Македонија. Од организациите била дека законот за повторно прогласување на Национален парк Маврово и планот за негово менаџирање не се усвоени. Пријавени се бројни неправилности и незаконски активности, но не се санкционирани. Според организациите, приближно 80% од финансиите за Националниот парк Маврово доаѓаат од сечењето шуми и е забележано исчезнување на заштитени животни во паркот.